Неколку часовен прекин на струјата во голем дел штипски населби, раскопани патишта, одрони, поплавени домови. Ова е последица од големото невреме што го зафати Штип, кога наврнаа 84 литри на метар квадратен дожд, најмногу во државата. За само неколку часови, пожарникарите имале околу 20 интервенции, главно на поплавени домови. Вообично беа на поплавени подморски простори и приземни спратови. Имаше и прифатни објекти и службени државни објекти, магазини со од поголеми, што беа причините поголеми материјални штети. Најтешки последици има на улицата Христијан Карпош. Јас куќата, тоа е доле се што е направено пред 2 години, значи тоа негде околу 10.000 евра ме кошта. И штетата е, значи, 100%. Откако се асфалтира улицата од леваците надоле, е сменет пато на водата, шахтите се направени на минимум отвор и така сето тоа е насочена нема дека да ја прима водата и насочена е водата кај нас. Но кај ова семејство последиците можеле да бидат и многу пострашни, па освен покукнината, тие за малку ќе го изгубеле и синот. Пожарната кога дојде и со тие пумпите, од тоа вика помагајте вие од чадо, заглуши се и мора на интензивна беше у болницата и на кислород и цела ноќ на кислород, инфузии и на плукито се напунило од чурта. Под вода беа и десетина куќи во Штипско Новосело. Имаше околу 20 сантима вода, дојде наеднаш од пато. Шахтите не убаво напунете од згоре, од ридо се слева вода, тука се напуни пато, од пато водата целата внатре. Шахтите отвара, седми и вамо и тамо, джабе, ништо. Улезе вода, 20 сантима и цела ноќ не можеме да изфрлиме, од Сабарле изфрли и ще ми изблиша и се луфтира се, суши се. На повеќе локации во градот евидентни беа наносите од песок и оштетување на асфалтот. Денес продолжуваме со работа на самата улица Кочерацин, каде што имаме направени огромни дупки, огромни штети и наноси на патот, каде што нашите екипи ќе дојдат барем во денешниот ден да можат да ги пополнат овие дупки и да не дојде до оштетување на возилата, на лицата кои што живеат на оваа улица, веќе во наредниот ден ќе работиме на санација, да ги пополниме овие дупки, да ги санираме патот, да поставиме една нова коцка, а инаку да кажам дека оваа улица е веќе планирана за асфалтирање, значи во наредниот период ќе дојде до асфалтирање на оваа улица. Цела вечер на терен беа и екипите на ИСАР. Имавме интервенции на запушени канализации, бидејќи од големото количество на вода имаше голем број запушени канализации, благовремено интервениравме и ги отпушивме сите канализации, интервениравме на расчистување на наноси на улица Васил Главинов. Исто така помогнавме и да се расчисти регионалниот пат, односно патот од Штип до Карбинци, бидејќи имаше голем број на наноси и овде помогнавме со нашата механизација, го расчистивме овој терен. Вакво невреме во Штип не се памети одамна, а лошото е што дождови и нестабилно време се најавуваат и за наредните неколку денови.